Почитувани, добар ден. Пред нас е нова работна недела, во овој понеделник, еве зашто ќе говориме со вас во Црвена линија. 25 ноември е меѓународниот ден против насилство врз жените. Насилството е физичко, психичко и сексуално, а најмногу се среќава во семејното обкружување, но и на работното место, на улица. Може ли да се запре насилството врз жените? Да, може и мора, но прашањето е како. Треба да не се премолчува, да не се врти поглед, да не се игнорираат овие насилства. Доколку сте свесни дека некоја ваша блиска пријателка или соседка трпи насилство, не молчете, пријавете. Многу жени молчат, трпат насилство и се срамат да го изнесат проблемот. Денес насилството врз жените се препознава се повеќе како прекршување на човековите права и закана за демократијата. Жените, иако се повеќе се вклучени во политиката, бизнисот, сепак голем број од нив и понатака смета дека семејното насилство е нормална работа. Како да се смени овој став? Дали ако пријавиме семејно насилство, се мешаме во туѓите животи? Сметате ли дека насилството во семејството е приватна работа и дека не треба никој да се меша? Покрај сите овие прашања, денеска ќе зборуваме на темата дали со непријавувањето на семејното насилство стануваме соучесници. Имаме и секако прашање кое што можете да го одговорите ако не заследите веднаш на Инстаграм, кликнете на Инстаграм стори, а таму одговорете на прашањето дали со анонимна пријава на семејно насилство може да се реши овој проблем. Имате две опции за одговор, кликнете на вашиот одговор, дали е тоа да или не. Ке сумираме, ке пресметаме во проценти и секако резултатите ќе ги објавиме пред рекламите. Во продолжение нема да заборавам да ве потсетам дека активно учество во Црвена линија можете да земете и во рамките на социјалните медиуми, секако дури и по завршувањето на емисијата, преку коментари, споделувања, се разбира, не заборавајте профилот ни е Црвена линија на Facebook, но и профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме темите. Ке ни биде драго, се разбира, секако да ви има во голем број, како и во секој издание на Црвена линија, а сето тоа е возможно со едноставното вртење на телефонскиот број 02307 0005. И ве замолувам, не заборавајте, откако ќе ве вклучат во режија, да го намалите целосно тонот на телевизорот. Се разбира сето тоа од технички аспект, за да можеме веднаш подобро да се слушнеме. И ќе подсетам, внимавајте и тајмерот кој одбројува 90 секунди. Тоа значи дека едно јавување е 90 секунди, но за нови можете повторно да го завртите телефонскиот број и тоа во рамки на истово ова издание. Ако сте подготвени, можеме да почнеме со дискусијата. Ќе ни биде драго секако да споделите и какво е вашето искуство и кои се вашите одговори и ставови во однос на денешната тема. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, јас ќе ве замолам малку повеќе погласно. Добро, а да намалам на телевизорот? Апсолутно намалете го целосно тонот на телевизорот. Готово намалење на 0. Па еве, дали со непријавување на семејното насилство стануваме воедно и соучесници во истото? Да, видите сега вака. Не се учесници, меѓутоа многу значење му се дава на семејно насилство. Дали семејното насилство е само од маж врз жена или има семејно насилство обратно и од жена врз маж? Пример. Секако дека има и тоа, но денеска е меѓународен ден против насилството врз жените. Добро, у реду, да. Сега вака еден пример, оригинален, значи вистински пример. Може да го кажам? Секако ве слушаме. Да. Млада жена во брак со детенце излегува со колешка на интервју во врска навидум со работа. Она се враќа са бајле во 4, премногу поднапиена и истревкана и 3 дена не може да стане. И кога сопругот изреагира на нејзиното вакво однесување, плюс направила флерт или да не кажем некој неверство,
Дали ако почне со повисок тон или да разговара со неа, да не прави така бидејќи он е на работа, сопругот, а она не е на работа, а се и како да кажем се оддава на алкохол. Сега кажете ми каде е тука семејното насилство? Истата таа жена пријавува дека сопругот ја малтретира. А зошто ја малтретира не кажува. Не ја малтретира сопругот, него она дојде поднапиена во Сабајле во 4 сато, бута столови, бута маси, јас сум од Радовиш, оригинален, значи пример, што сум го видел, праве, детето бега во купатило, се крие од страф од неа, и фактички она праве насилство во станот, и утредента пријавува 90 секунди е време трењето. Благодарам еве што споделивте ваков пример, ваков случај. Секако редакцијата на Црвена линија не изоставува дека во рамки на семејно насилство или воопшто насилство не се изоставени мажите. Но денес ќе потсетиме дека 25 ноември е меѓународен, подобро да речам, светски ден против насилството на жените. Продолжуваме понатаму. Гледачот секако можете повторно да го завртите бројот и да добиете нови 90 секунди. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Ало? Ве слушаме, во Црвена линија сте. Дали може без да бидам вклучен на линија? Ве слушаме, продолжете. Не, да не бидам на телевизија. Па, Црвена линија е контактна емисија. Секако можете во 90 секунди, ако имате премногу лични нешта кои што не сакате да ги споделите, барем на поинаков начин, без лични факти, еве кажете го вашиот став. Дали со непријавувањето на семејното насилство стануваме соучесници? Да. Образложете, зошто е тоа така? Ве слушаме? Да, сакам да не бидам на јавно. Добро, ама во однос на темава, еве, нема да споделите интимни податоци. Вака сега, јас верувам дека ова е тема која што директно секако ќе ве заинтригира, можеби некој од вас исте секако жртви на семејно насилство, но она што бараме денес од вас е секако да проговориме за пред се темата е, денот е меѓународен ден против насилството врз жените. Денеска сакаме од вас да слушнеме пред се дали со непријавувањето и премолчувањето на насилството практично стануваме соучесници на истото. Добар ден или добро вечер. Ало, добро вечер, Тина. Добро вечер. Поздрав многу до тебе. Голем поздрав и до вас. Сите во Телма и благодарам. Значи, да ти кажам најискрено, денеска денот за семејно насилство врз жената, жената многу трпела и уште ќе трпи, затоа што, да речеме, ако не е финансиски моќна, ако не, Тина многу се разведуваат, си заменуваат, затоа што нити ќе го докажеш тоа, нити па некој ќе те заштити. Значи, јас сум разборувала со некој, независно дали е ромка, албанка, јас со сите се дружам, значи таква сум комуникативна, значи му избегала, го пријавила мажот. Па после кога они го собрале од милиција, па кога се вратил дома, што и правел, ја утепал од ќотек, значи, па си избега кај мајка и сакам да ти кажам, и тоа пријавување до кај ќе отиде, значи, беше, работеше на диво девојчево и немаше средства да го напушти, да речеме, или нешто да преземе. Значи, ништо не се прави и да пријавиш, може би грешно ќе бидеш сватена, може па они ќе се смират, па ќе ти рече што си пријавувала, значи, плюс таму во тоа прифатилиште каде што ги прибират жените жртви на семејно насилство, во никакви услови живеат, така, бар мене, јас сум известена, така да не знам дека некој може да се справи со ова, се додека жената биде така угнетувана и понижувана. Јас слушам сега дека имало и многу млади на 25-30 години мажи што биле агресивни толку многу, дури не ми е верно дека како нашето минато време и сега имало такви, да речеме, едноставно. Така, благодарам многу еве за вашите одговори во Црвена линија. Секако останете со нас. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер.
Во црвена линија сте, повелете, ве слушаме. Добро, ја ќе по гласот можда ќе ме познаете, сум сега го кај вас, јас имам лични проблем, значи ќе зборам за себе, не се срамам од тоа. Ве слушаме. Јас имав брак со жена која имаше пресловен брак и има она черка, која и сум ја школува, моментално е она на економски факултет. Детето од мене многу повише добило него од незиниот баба и дедо и незиниот татко. Јас имам дете со таа жена. Сега, дојдовме у некоја криза и сега се смешаа незините родители. Као ја да морам да ги родам парите. Значи, ние и мажите не сме заштитени од една страна. И јас се разведов едноставно. И давам и предавам за детето. Него кој нас те штити, кој мене ова ќе ми поверува да кажем. Еве, дали досега надлежните било пријавено, да речеме, и насилството кон вас? Дали сметате дека треба да се премолчува? Јас не сум увредил ни еден збор. Кога сме се нешто така расправале нормално, мајка и незина од страна вика, викни му полиција. Она мене викнала полиција. А дали вие Значи, некогаш... јас сум пренучил у полиција, ложе, ние мажите прво треба и нас, ние да бидеме заштити. Иначе, за насилниците, затвор и во негова куќа да живее фамилијата. А он да нема пристап. А ја не сум повредил една буква. Благодарам многу што еве одвоивте време и секако бевте дел од ова издание на Црвена линија. Оно што досега на самиот почеток можеме да заклучиме е секако ни е драго што еве и мажите се јавуваат и потенцираат дека и тие и те како знаат да бидат жртви на насилство и тоа од страна на жените. Но ќе потенцирам, тоа не значи дека нема да го прифатиме тоа или нема да ве сослушаме. Потенцираме дека денеска 25 ноември е одреден како меѓународен ден против насилството врз жените. Кога зборуваме за насилство, без разлика дали се мажи жени, она што ние сакаме да слушаме дали со непријавувањето на семејното насилство, всушност стануваме на таков начин и соучесници. Добро вечер. Добро вечер. Еве, господине Љупче, можевте да слушнете досега. Па, видите, сега ќе ви обяснам една работа. За да пријавите семејно насилство, бидејќи спаѓа во кривично дело, согласно кривичниот закон, ви требаат докази. Значи, не можете паушално да одите да пријавите некого дека врши семејно насилство ако немате докази. И тука веќе настануваат проблемите, обезбедување на доказите. Лесно ли се обезбедуваат еве докази кога нешто се случува во рамки на семејство? Па, ај кажете ми, сем ако немате видливи телесни повреди, како другачие ќе докажете семејно насилство? Мислите дека еве карање, сето останато друго спаѓа во карање и викање, нарушување на јавен ред и мир. Така го дефинирал законодавецот. Не го дефинирале, да не кажам, овластените службени лица. Дали ме разбирате што сакам да кажам? Значи, ви требаат материјални докази, ви требаат сведоци за да пријавите и дека тоа се повторува. За да обезбедите докази, треба да изврши лицето кое пријавува, треба да изврши лекарски прегледи. Тоа е, после тоа иде квалификација на повредите, дали се тешки или лесни. Се има еден сплет на околности кои, за жал, законодавците кај нас кога ги носеле, мислам дека премногу ги отежнале работата отколку што ја олеснале или што сакале нека нешто да помогнат. Да не зборам, ако сакате, повлекување на пријави, попишманување на пријавителот, ајде ке се смири, а убедување од страна. Така, благодарам многу еве и вие што дадовте учество и секако дадовте одговори на нашето прашање, односно нашата централна тема во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, во Црвена линија сте. Дали не слушате, во Црвена линија сте? Дали го имаме гледачот? Замина тој гледач. Ама вас ве слушаме, цело време вас ве слушам. Вие се уште сте тука и не треба да заминете. Тука сум сега, дај добив.
Така, па еве почнете, кажете Ајде. дали со непријавување на семејно насилство стануваме соучесници? Видете, сучеството, еден кажуваше, требало докази да ја раскрваим, да му е раката скршена. Ја викам не, зборот отровен што ќе го изрече е многу потежок и останува трајно, него некој да те удрил нешто, па тоа ќе зарасне, ќе помине. Но времето кога бил матриархатот, кога била жената главна, како се чувствувале тогаш мажите? Прочитале, разбрале како се движело тогаш тоа време, матриархатот кој бил? Сега сме патриархат. И сега жените ќе трпат. Од кого ќе трпат? Од оној што е некултурен, нецивилизиран. Зма жената може придонела да биде мажот тако. Тука треба да се земат двете работи, двата обзира, двете страни. Значи, може жената придонела тоа да го заслужи да го добие. А се Тоа извинувам, треба- дали некој ако придобие треба насилството да биде одговор? Или сметате дека постојат и други алатки? Насилство не. Ако немаат разбирање, ако немаат разговор, убав муабет, со Арно, жено, не бидат нас двајцата, ајде пријатно, тоа е убавината. Дишо, со жена ќе се пресметувам, страмото е да го зборуваме тоа. А тие што се, или е пијан, или нешто му зврзнало во тоа умот, не е како треба да не го набревам, тие се такви насилници. Иначе, културен човек, нормален човек, Благодарам многу и вам за одговорите. Еве можевте досега да слушнете најразлични искажувања. Секако продолжуваме понатаму да видиме што се ќе кажат гледачите во рамки на ова издание на Црвена линија. Добро вечер. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Ќе ве замолам ако може малку погласно, подобро да ве слушнеме. Добро вечер. Добро вечер. Па еве, кои се вашите гледишта и одговори на прашањето дали со непријавувањето на семејно насилство стануваме соучесници? Непријавувањето на семејното насилство, да, точно, стануваме соучесници. Меѓутоа, јас ви зборував за не семејно насилство само од сопруг кон сопруга, него или од сопруга кон сопруг, него системско семејно насилство. Замислете, брак пред развод, малтретирање на две златни деца, ги влечкаат 2-3 дена кај мајката, 2-3 дена кај таткото, одат во школа и двете деца и судот закажува расправа дури после 5 месеци. Што правиме со тоа насилство? Тоа е системско насилство, законско насилство врз децата. Оставите ги родителите. Еве децата, например, според вас во овој случај, како треба со нив да се однесуваат родителите? Видите, треба да се однесуваат многу коректно и таткото и мајката. Меѓутоа, не може да бидат децата пинг-понг топка која ќе се менува на 2 на 3 дена. Може родителот, било едниот или другиот, односно таткото да ги земе на 2 недели. Меѓутоа, не да ги зема во работно време, во денови кога децата одат во школа. Тоа е терор врз децата, луѓе. Тоа е отворен терор, системски терор, законски терор. Не може да се игра родителот. Благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Еве, од ова можеме да заклучиме и тоа е факт кога, иако зборуваме за меѓународниот ден за кој што одбележан, а тоа е денешниот ден како ден против насилството врз жените, неминовно е секаде онаму каде што во рамки на домот и семејството има насилство, најмногу страдаат децата. Па еве, ние во Црвена линија прашуваме дали со анонимна пријава на семејно насилство може да се реши овој проблем. И секако дали непријавувањето представува дека сме и ние соучесници во насилството. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, ве слушаме. Дали се слушаме? Да, продолжете. Вака, јас се јавувам од Штип. Поздрав. И имаме ќерка што живее до мене близо. Веќе 4 години има семејно насилство. 2 деца, има еден вонбрачен маж кај неа и веќе 10 пати пријавувам у полиција, али она е многу зависна финансиски, а пријавил полиција, извади, има и лекарско уверение и се,
притворат го вечерта, утрето си дојде и она го прибере, бидејќи нема од што да живее. Зима за трето дете онова. Пред 3 дена, 4 имаше лично, а бремена е 9 месец кој ден да породе, он ја тепа, дојдеа полицијата, земаа го, не сега притворија го. Пуштија го, паци дојде, па е тука. Со ножеви, со деца мали, значи во штип социјалното знае се. Ништо не презима. Добро, еве од полицијата дали се спроведуваат конкретни мерки кога веќе има и еве слободно ќе кажам оружје, како што напоменавте, ножеви се употребуваат и така натаму. Како реагира полицијата? Ништо, полицијата дојде само преведе ги веќе и она признае дека има семејно наследство, извади лекарско верење, утрето го пуштат и па го прифане. И па тепање пред децата, децата се малтретираат, тоа е психичко, значи е тен. Најважно е, само сакам да кажам, и како може да дојдам до министерот или некој за труд и социјала да пренесам дека... Благодарам многу, еве јавно што споделивте на што сте сведок. Се разбира, токму ќе потенцирам 25 ноември. Затоа и Црвена линија, всушност целата тема е посветена на овој ден, односно на оваа проблематика. А тоа е дека 25 ноември е меѓународен ден против насилството врз жените. Ајде да видиме што ќе кажат останатите гледачи, бидејќи денеска конкретно прашуваме дали ви се чини дека со непријавување, иако сме сведоци на насилството врз жените, стануваме соучесници. Драго ни е што споделувате и ситуации во кои што правите пријавување и секако се интервенира од страна на надлежните, но секој со своето искуство. Да слушнеме понатаму. Добро вечер. Добро вечер, Тике. Ве слушаме, повелете. Пријавувањето. И замислете после кој ќе пријавите во полиција или во социјално. Замислете една година да ви одземат, да викат на судење. Заради тоа што се само комшија. Дали во зграда или во куќа, до куќа или тоа гора. И цела година да ве викат, дојди на суд за туѓа фамилија, за друга. Сега, зашто ова ќе се наврати вака? Био сабаје некој ја наметнеја темата така на една телевизија и викаа дека кривица Сайбер. Тамо некои програми на Сайбер. Ние од до година ќе бидеме за Сайбер технологија, Македонија ќе биде прва на Балканот. Ама нема се занимава со коношење на ова, ќе се занимава со дрогата, коцката, проституцијата. И од каде излегува ова све? Зошто ова денеска ни се качи на глава? Ова све денеска што го имаме од Сайбер технологијата. И сето тоа што го живееме овие последни, еве нема речем 7, 10 години или 15, тоа ни доаѓа на врат. А еве дали со анонимна пријава на семејно насилство може да се реши овој проблем? Ако така, затоа има тамо у таа Сайбер технологија анонимност. Некој пријавил да те викаат на суд цела година. Разбираш? Таму у тој Сайбер технологија. Ке подсетам, внимавајте на тајмерот, 90 секунди, но и секако ќе повторам, охрабруваме додека трае Црвена линија, повторно да го завртите нашиот телефон и да добиете нови 90 секунди. Добро вечер. Добро вечер, Тина. Ве слушаме, повелете. Јас сум против насилство. Ало? Да, продолжете, ве слушаме. Благодарам. Јас сум против насилство. Ми пречи и вербалното насилство, и тоа е почеток на сите насилства. А особено не може да се докаже пак психичкото насилство. Страшно е тешко. Имав таков личен случај. Сметам дека е ризик да пријавите семејно насилство со нашите закони. Зошто? Пријави во доцните часови, кршење на врата и урлање, викање. Сметав дека жената ќе настрада. И што се случи? Полицијата дојде веднаш. 20 лажеа заедно дека ја поправаат вратата во доцните ноќни часови. Разбирате ли кој беше виновен? Тој што пријави. Значи е многу осетлива работа да пријавувате семејно насилство. Законите треба да се променат,
Повиците треба да се анонимни, точно е, а полицијата веднаш да реагира. Што што Благодарам. според вас, според законите треба веднаш да се промени? Па пријавувањето сега не е анонимно, туку мора да ги дадете своите податоци и вие како сосед ги давате и уште ако го известат, кој пријавил, имате вие проблем наместо тој да му помогнете на тоа семејство. Така да ризично е да пријавите семејно насилство. Благодарам многу за вашите одговори. Останете со нас. Добро вечер. Добро вечер, ако сум на линија. На црвена линија сте, повелете. Прво, во принцип, сум против насилство, но се ќе кажам една историја на една особа. Значи, право вака, тие се живееле во брак негдека повеќе од 40 години. Значи, 2 деца, така да децата се омажени, оженети, што се вика, нема никакво проблем во нивна страна. Од еден момент госпожата вика, јас по тебе повеќе не можам да живеам, ти ги трошиш парите по жени, по кафани, ги даваш на сестри, на братучеди и така натака. Значи, меѓутоа во бракот е стекнато, значи дури и 3 стана. Секогаш госпожата се возела со нова кола, секоја година на одмор, секоја година на зимовање, така да ни деца, ни жена, никој, значи немале никакви проблеми. Значи, овдека не знам кој е насилно, врз кого е насилието. Дали мажот према жената, што цел живот се вложил, стварал капитал, стварал услови за живот, децата ги школувал, на децата им направил свадби, значи со чеиди и така натака. Значи, така да, ја не знам во ова ваква ситуација, зашто го има и ово. Значи, и на крај доаѓа суд, значи, госпожата тужи, судот праќа покана, особата, машката обетова не оди на суд. И го прашуваме зошто. А што да кажам таму на судот? Јас дека цел живот сум работел, цел живот сум стварал капитал, сум створил, значи, 2 стана во Скопје, 1 во Охрид, значи... Внимавајте на таймерот 90 секунди. Секако ќе повториме за оние кои што подоцна малку можеби се вклучија во црвена линија. С 25 ноември е меѓународниот ден против насилство врз жените. Она што во црвена линија денеска сакаме од вас да слушнеме е прво дали со непријавувањето, доколку сме сведоци на насилство врз жените, стануваме воедно и соучесници во истото. Како да се смени, да речеме, ставот на оние жени кои што се уште, без разлика колку и се успешни и допринесуваат материјално, веруваат дека и ако постои насилство во рамки на семејството, тоа е се уште за нив нормална работа. И сметате ли дека насилството во семејството е приватна работа и дека не треба никој да се меша? Добро вечер. Здраво. Здраво. Ве молам и вас малку погласно, подобро да ве слушам. Да, здраво. Здраво, повелете, ве слушаме. Сакам да кажам во врска со насилството дека слушам само мажите се жалат, почнуваат. Зошто? Жените секој ден трпат психичко насилство, барем зборам за мене, значи. Како да го пријавам јас сето ова, значи, во полиција, што да кажам? Како да кажам тоа психичко насилство? Еден ден, значи, почнува да пие, значи, тогаш е, значи, страшно, после тоа наредниот ден како ништо да не било, значи. Сето тоа, мислам, не можеш да го пријавиш ти, и како да го пријавиш едноставно не ми е јасно. Немаш докази едноставно за тоа. Еве, дали сте се обиделе да разговарате со социјални служби, дали сте се советувале со надлежни кои што можат да ви дадат насоки кога станува збор за емотивно насилство, токсичен однос во кој што немаме материјални докази, но трпи душата? Не сум се уште такво нешто направила, бидејќи сепак не знам како како тоа да си изјаснам, бидејќи сепак сите имаме ние деца, сите ние имаме фамилии, моите не можеш да се вратиш кај моите, не си финансиски независно за да можеш ти да си отидеш да се вратиш од тука или било каде да отидеш. Така, многу благодарам, еве, што споделивте од ваше лично искуство, еве, насоката во
црвена линија секако секое насилство не е физичко, како што рече и гледачката, ако веќе зборуваме за 25 ноември како меѓународен ден против насилството врз жените, неминовно е да се спомене и она емотивно, психичко насилство, каде што нема материјални докази, бидејќи не е физичко, но остава длабоки траги врз душата и личната состојба на жената во овој случај. Секако на секој оној кој што го трпи ваквото насилство. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Па кај нас и така во Македонија, мислам, и на Балканот. Ние сме сепак поинаку воспитани и знаеме дека е греф ако се, например, посегни по жена, ако се вреѓа, ако се удри или било шо, кај нас е веќе греф. Меѓутоа, ова е меѓународен празник. Така да одете во Америка, ќе видите, маж оди на една страна со друштвото негово, жената оди на друга страна со низините другарки. Се враќат пијани и двата дома. И сетем си наоѓат некои стачки, некои мани, некои глупости, едно друго, почува да се вреѓат и фала Богу иди и до тепање. И се растура и фамилијата, така да таму немате жена или маж со во еден или во два брака, во повеќе бракови Ајде, деца. сметате ли дека секој оној кој што ќе биде сведок на насилство во семејството, доколку не пријави, воедно станува и соучесник на истото? Па јас би пријавил, например, кога би било така нешто во мојата околина, ама сето тоа е, знам јас, се после тоа ќе има денгуба. Сум бил како сведок едно друго, сум бил на други работи, значи навистина луѓето избегават таа работа, меѓутоа вреди да му се поможи во ситуацијата. Така, благодарам многу. 25 ноември е меѓународен ден против насилството врз жената. Тоа што е меѓународен, значи опфаќа и нашата земја, а кога сме веќе за состојбата околу насилството врз жените во нашата земја, и самите знаете дека сме сведоци постојано на наслови во Црна хроника, каде што едноставно е огромен бројот каде што жените трпат насилство. Насилството, ете, можевме да слушаме, може да биде емотивно, и тоа боли, да биде физичко, а жените трпат насилство не само во рамки на домот, трпат големо и сајбер насилство во последно време со развојот на интернетот и социјалните медиуми, но трпат и на работното место. Па еве, дали со премолчување и непријавување, доколку сме сведоци, стануваме соучесници. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, ве слушаме. Насилството го спроведуваше таа насилство. Многу слабо ве слушаме, ве молиме погласно. Судството е 91. Судството не функционира. Судството од 91 се страдаме Македонија, ове што се случува од 91. И да пријавиш, ништо не се спроведа. Не функционира судството. Треба ново судство, независно судство. Зашто не го прифатат имоте на судиите и на политичари? Тоа го бараше во владата на ВМРО. Зашто не го спроведа? Од тоа е. Сето тоа е причина. Насилството го испроведува и ништо не одговара. Затоа што? Затоа сакат да владеат со режими, со диктатурско владење и на секому се заканува ако некој е против нив, одма го тепат. Алпинисто македонски го тепаа у болницата, кажува. Зошто? Зашто не бил предавник? Новинарите ги тепаа на Алфа. Тепаа ги затворниците во министрите у затвор ги тепаа. Тоа го спроведува. Само ова не, од 91 случата не функција. И криминално. Лежат луѓето по затвори со лажни сведоци. А и се бране држава. А терористите се сега и убийците на власт и владеат. Беа на власт до сега. Криминал, корупција, колку сакаш. Од тоа. Се дока не се промени курсо, независно ќе страдаме.
Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Денеска темата ни е главна дали со непријавувањето на насилство врз жените стануваме соучесници. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Вака, значи не е само насилство врз жените, значи има и врз мажите. Така, но денеска е 25 ноември, меѓународен ден против насилството врз жените. Затоа ставаме акцент врз жените, сега кои мажите знаат да бидат жртви на насилство. Вака. Значи да се разбереме во една ситуација дека кај нас државата Македонија значи потврли во институциите. Првата работа, значи кога жена ќе пријави насилство, дали било во кој смисла, дали е физичко или психичко, пошто и психички се врши доста тортура. Институциите легитимно земаат онака многу малку за право, значи да ја преиспитаат ситуацијата, бидејќи по нивни мислења дека маж и жена се, ајде ќе се смира, знаеш, као ништо да не било. И од кои ќе се случат не били настани, убиство или некои тешки телесни повреди, така да после тој излегуваат со некои си нивни, ја не би рекол ни демант, него некои грешни информации. Она 3-4 пати пријава. Значи тука, во Шведска ќе ви кажем како е, пошто таму повише време сум, дека за една пријава полицијата излегува со социјалните служби. Двајцата ги собираат, ги земаат, им отчитуваат една добра лекција, влака, така, онака. И сега, тој што значи, е насилникот, му се поднесува кривична пријава и више еднаш е предупредан. Вториот пат не го чека. Значи, ако истата особа па го пријави, тогаш се депортира со можност за најмалку 5 до 10 години да не може да влезе во државата. Толку е. Благодарам многу и убаво еве што споделивте, бидејќи живеете колку што разбра во Шведска, како функционираат работите таму. Но да почнеме од почеток, кога веќе зборуваме за насилство врз жените и генерално за насилството во семејството, дали сметате дека со тоа што ако не реагираме, не пријавиме, всушност на таков начин стануваме и ние соучесници во истото? Добро вечер. Здраво. Здраво, ќе мора погласно. Да, погласно сум, погласно. Да ве слушнеме подобро, повелете. Еве ме слушате, нели? Да, сега е подобро. Одлично. Па види, јас да речеме имав прилика еднаш да пријавам службено, значи службено, не е у вези насилство со жена, али поврзано е пријавувањето. У полиција се јавувам и да пријавам во моментот грабеж во железница. Значи се случува грабеж во моментот. Па тие почнаа да ме прашуваат па како сум, па дали сум добар, па колку деца имам, дали сум женет, дали ова. И нормална работа им реков марш. Значи тој што пријавува за како прати ситуација некаде дека има насилие, може само тоа да го направи. Значи со полиција си немаш работа. Дали сметате дека секој повеќе вистински па можеби прават еве испрашуваат со цел да видат дали е всушност лажен повик? Слушај, за џабе не шетаат по локална полиција, џабе не шетаат низ ова. Порано имаше полицајци шетаа нон-стоп, двојца џандари шетаа навака натака, ама тоа беа милиција. Значи ова ништо, тоа е све местенка превара и може да се сите у договор само со тие лоповите. А за врска со жените насилието, па вака нека научи борилачки вештини, она нека тепа. Ајде здраво. Благодарам многу. Секоја жена секако не може на светов да ги владе добро боречките вештини, бидејќи најдобро е нели и воопшто да не доаѓа до насилство или било каква борба со човекот кој што е избран да биде незин сопруг, татко на незините деца и така натаму. Кога зборуваме генерално за насилството, нема да го издвоиме и она кое што е на социјалните мрежи, односно интернет насилство врз жените, како и насилството на работното место. Но темата денес е дали доколку сме сведоци на насилство и не го пријавиме истото, практично стануваме соучесници во истото. Добро вечер. Добро вечер. Јас би сакала да кажам дека многу пати и самите деца кои мајките ги родиле трпат големо насилство. Имаме во нашата зграда случај
што жената е во години, возрастна, меѓутоа ќерката сакајќи, а таткото е починат. И сега мајката добива 2/3, бидејќи е во брак скупен станот, а ќерката е една. Ќерката сакајќи да го земе станот, прави замка, прво да падне да се утепа. Вториот пат пријавува у полиција дека е психички неподнослива, дека е за во Бардовци. Жената ниту е за во Бардовци, цела зграда ја знаеме. Доаѓа комбе полиција, доаѓа брза помош и ја носат право во Бардовци. Никој не испитал дали на вистина таа жена е за во Бардовци. Тоа од ќерката пријавено, како ја тепала, како ја малтретирала, како не била психички здрава. Сите ја знаеме и познаваме и жената е во Бардовци од пред 2-3 месеци. Како да пријавиш насилство? Како да го докажеш кој на кого прави насилство? Значи, ја намести ќерката и ја однесе у Бардовци и одма другиот ден прашува како да ја подигне пензијата. Благодарам многу што споделивте на што сте сведок. Драги мои, можете да слушнете досега безброј различни примери и одговори. Останува и понатаму во издание на Црвена линија да слушнеме од вас кој ќе биде одговорот на тоа дали со непријавување на насилство врз жените стануваме соучесници во истото. Добро вечер. Добро вечер. Се слушаме? Многу слабо, ке мора и вие многу погласно. Ајде, ќе викнам малце повеќе. Викнете ве, молиме, за да ве слушнеме убаво. Повелете. Добро, значи ќе зборувам во принцип за насилството во семејството. Значи, прва работа, јас лично не мразам никого и ништо, меѓутоа ако може тој збор да го потребам, ќе го кажам за насилството во принцип. Сваѓате? Не поднесувам тоа и го мразам тоа. Меѓутоа, треба да се најдат причините зошто тоа се случува. Основната причина е домашното воспитание од формирање на личноста. Што гледало тоа дете, во какви услови се развивало, така и ќе се однесува. Во животот, вика, постојат 3 типа на луѓе, некој да не се навреди, значи глупави, паметни и интелигентни. Тоа психолозите кажуваат, јас само читам, цитирам. Вика, тие првите одма со сила, со тепачка го решаваат проблемот кога имаат конфликт. Вторите се обидуваат да се договараат. А третите, вика, најинтелигентните, тие ги игнорираат тие настав. Тоа е дали треба да се игнорира еве насилство доколку сме сведоци на истото и да не пријавиме? Апсолутно не. Меѓутоа, видите, на кого да пријавите? Мора да признаеме дека целата состојба во општеството е катастрофа. Па кого да пријавите? Па прво, може да ви се деси као на таа жена да отиде некој невин таму у лудница. Или која ќе пријавите, нема кај кого да пријавите, нити ќе ви обрне соодветно внимание. А имаме ние лоша традиција. 90 секунди е време трењето, но нема да изоставиме да ви се заблагодариме и вам што бевте дел од ова издание на Црвена линија. Во продолжение време да видиме како оние кои што одговара во текот на овој ден и во рамки на Црвена линија на Инстаграм стори анкетата, какви се финалните резултати. На прашањето дали со анонимна пријава на семејно насилство може да се реши овој проблем, со да одговорија 37%, но со не одговорија 63%. Дојде времето да ги погледнеме рекламите, а потоа секако се враќаме во студио. По рекламите повторно во студиото, доволно секако да ве поздравам и да ви се заблагодарам за тоа што имавте активно учество и ја креиравме со вас оваа Црвена линија. Имам далечинско враг, но знам дека нема да го сменам каналот, освен што ќе ве префрлам во едно друго соседско студио, каде што звучи како да си во нижо музичко. Добро. Слушај, а што кај ти е тебе далечинско на работа во телевизија? Па јас сум девојка на далечинско. Како дома да се чувствуваш, така? Дали, Ненад, кај тебе, не прашање до Ненад, дали Ненад далечинското е секогаш кај тебе дома? Кога децата не се присутни во просторијата. Да.
Нема од нив Кај мен толку. и кога е детето присутно во просторијата, Ау, ти си главна дома? Не, Сопругот е главен? Негово е далечинското, договорени сме Ама од добро, почеток. твоето дете многу ретко е присутна, тинеџерка имаш ти дома, така да? Не. Немој Она да бега од зборува- вас. Немој да зборуваш за Netflix и кој што да гледа. Немој, молим те, далечинско се Јас ќе ви речам, гледајте ги, вака ќе си продолжат и ќе ви биде забавно.